Нови 400 дрвца денеска беа засадени во парк шумата Газибаба во Скопје во рамки на акцијата Ден на дрвото засадија својата иднина. Дрвата заедно со учениците од повеќе средни скопски училишта ги садеа вице-премиерот Пешевски и градоначалниците на град Скопје и на општина Газибаба, Коце Трајановски и Тони Трековски. Се работи за 16-тиот циклус од акцијата Ден на дрвото. Во текот на денот ќе бидат засадени 3 милиони садници на целата територија на државата. Во садењето се вклучени сите општини, а годинава се спроведува и на самите гранични премини во соработка со општините од соседните држави. Досега со сите акции се засадени над 50 милиони садници, а успехот на зафатеност е над 60%. Вкупно 76 семејства од социјално ранливите категории од Прилеп ќе го решат стамбеното прашање со пуштањето во употреба на новиот објект. Инвестиција вредна 1,7 милиони евра. Средства на владата што денеска го пушти во употреба премиерот Никола Груевски. Тој истакна дека станува збор за зграда изградена во рамки на владиниот проект за лица со социјален ризик и други ранливи категории граѓани. Токму во рамките на овој проект е и оваа зграда која денеска е пуштена и која ќе им помогне на 76 семејства од Прилеп да го остварат својот сон, да имаат свој дом и да бидат свој на своето. Покрај оваа зграда, досега во рамките на овој капитален проект изградивме згради во Скопје, Македонска каменица, Охрид, Кавадарци, Кочани и Штип, рече Груевски. Тој додаде дека и покрај грижата за социјалната категорија граѓани, еден од најголемите приоритети на кои работи владата е привлекувањето и отворање нови работни места за граѓаните, а на тоа поле додаде постигнат е значителен напредок за Прилеп и околината. Министерството за финансии вчера исплатило 640 милиони денари по основ на поврат на данок на додадена вредност. Повратот е извршен на 1273 фирми. Од Министерството информираат дека исплатата на повратот на ДДВ се врши редовно, како што доспеваат налозите за отплата. Според Министерството за финансии, приоритет е уредното и навремено сервисирање на обврските. Скопје од март ќе се поврзе со директна авионска линија со Берлин, Братислава и Копенхаген. Летовите ќе ги оперира нискобуџетната авиокомпанија Визер. Проширувањето на својата мрежа во Македонија со 3 нови рути од Скопје, оваа нискобуџетна компанија го најави денеска. Секој од рутите ќе се спроведува 2 пати во неделата. Билетите за најновите дестинации на Визер се веќе во продажба и почнуваат од 599 денари. Состојбата на границата врз основа на инцидентите што ги имавме е со висок ризик, бидејќи станува збор за насилни акти врз полицијата и армијата, оцени председателот Иванов во синокешното интервју за телевизијата Канал 5, коментирајќи ја состојбата на јужната граница на Македонија. Македонскиот председател потенцираше дека ангажирањето на полициските и армиските сили на границата ги троши ресурсите кои што треба да бидат посветени на други закани со кои се соочува Европа, како резултат на враќањето на борците кои се на боиштата. Затоа и на средбата со генералниот секретар на ОПСЕ повторно го отвори прашањето за програмите кои што ги има ОПСЕ за дерадикализација, за да не можат повеќе млади луѓе од Македонија да одат на боиштата, а за тие кои што се веќе вратени да имаме контрарадикализација, бидејќи тоа е и улогата на ОПСЕ како организација, посочи председателот Иванов. На средбата со германската канцеларка Меркел, одржана во Париз, тој ја запознал со информации што ги има од надлежните институции од Македонија, дека се зголемува бројот на мигранти кои доаѓаат од Африка и од Азија. Од Меркел добил уверување дека Македонија мора да има поддршка не само од земјите кои се на линијата на коридорот, туку од сите членки на Унијата. Ние баравме пред се опрема за да можеме да вршиме регистрација на сите бегалци кои влегуваат на наша територија и да имаме контрола на границата. За жал, таа помош се уште не е добиена, посочи председателот Иванов во вчерашното гостување за Канал 5 телевизија. Барањето на македонскиот председател Ѓорги Иванов за присуството на мисијата на Фронтекс на границата со Грција е потек кој де факто ќе доведе до вклученост и посредување на меѓународната организација во управувањето на односите меѓу Грција и Македонија со сериозни последици на прашањето за името. Ова го опишува угледниот грчки информативен портал Times of Change во текст во кој се нагласува дека Скопје бара начин да ги употреби бегалците како средство за да изврши притисок за решавање на прашањето за името. Порталот кој има и своја онлайн телевизија и радио во текстот информира за активностите на председателот Иванов на маргините на самитот за климатски промени во Париз, каде што меѓу другото се сретни и со германската канцеларка Меркел и со американскиот председател Обама. Според порталот Иванов и објаснил на Меркел дека многу од проблемите кои произлегуваат од справувањето со бегалската криза се резултат на недостатокот од директна комуникација со Грција поради разликите околу името. Целта на скопската страна очигледно е да се искористат бегалците кои на балканската рута минуваат низ базната станица во Скопје како
средство за притисок врз Европа, а особено врз Германија, на Грција да го префрлат товарот за компромис за прашањето за името, пишува грчкиот портал. Министерот за одбрана Зоран Јолевски денески ја честита поканата за членство на Црна Гора во НАТО и изрази уверување дека поканата за Република Македонија ќе дојде наскоро, зашто нагласи интензивно се работи. Јолевски е дециден дека Македонија ќе продолжи на патот за целосна интеграција во алијансата. Македонија ги исполни условите за да добие покана за полноправно членство во алијансата уште во 2008 година на самитот во Букурешт, но заради познатата пречка ние се уште не можеме да ја добиеме поканата, изјави Јолевски. Тој потсети дека вчера собранието донесе одлука за нова ротација на припадници на АРМА во мировната мисија Одлучна поддршка во Авганистан, со што истакна Јолевски и покажуваме дека сме целосно посветени на овој процес. Министрите за надворешни работи на земјите членки на НАТО во рамки на Северноатлантскиот совет НАК денеска ја повторија политиката на отворени врати на алијансата и ја потврди условената покана за членство на Македонија од самитот во Букурешт, јави дописникот на МИА од Брисел. Ја повторуваме цврстата посветеност на НАТО на европските интеграции на Македонија. Ние го цениме незиниот непоколеблив придонес за нашите операции, незината долгогодишна посветеност на процесот на пристапување во НАТО. Ние ја потврдуваме нашата одлука донесена на самитот во Букурешт во 2008 година, а повторена на последователните самити дека НАТО ќе испрати покана до Македонија веднаш штом ќе се постигне заедничко прифатливо решение за прашањето за името во рамки на Обединетите нации.